Дипломатскиот блиц напад на Владимир Путин околу Украина, според новинските агенции, почнал цврсто кога синоќа тој ја оставил германската канцеларка Ангела Меркел да чека на состанокот со него во Милано, а потоа влезе на средината на вечерата со европските и азиските лидери. Путин, со серијата средби во Милано на маргините на самитот на Европската унија и Азија, се надеваше на олеснување на санкциите воведени по руската анексија на Крим и поддршката на проруските сепаратисти во Украина. Загревањето со средбата со Меркел беше планирано пред вечерата со лидерите, но Путин доцнеше од Белград откако србите, како што оценуваат некои новински агенции, му приредиле долга парада во негова чест. По средбата со Меркел, официјална Москва соопшти дека Путин и германската канцеларка имале сериозни разлики во ставовите за конфликтот во Украина. Се уште постојат сериозни разлики во врска со поттеклото на украинскиот внатрешен конфликт, како и со корените на она што сега се случува таму, го цитираат руските медиуми Дмитрий Песков, портпаролот на Путин. Меркел пред самитот во Милано изјави дека е Русија таа која на крајот треба да каже дали договореното примирие на вистина се почитува. Меркел во Милано имаше средба и со украинскиот председател Петро Порошенко, кој изјави дека очекува резултатот од состаноците во Милано да биде мирот и стабилноста во Украина. Предходно во Белград Путин изрази надеж дека разговорите во Италија ќе помогнат во решавањето на спорот со цената на гасот меѓу Русија и Украина. Повеќето од рускиот газ со кој се снабдуваат земјите во Европа минува низ гасоводите во Украина, а Путин предупреди дека Русија би можело да го прекине снабдувањето за Европа. Русија секогаш беше сигурен извозник на газ. Ние секогаш имавме доволно ресурси за снабдување на нашите потреби, како и на нашите клиенти во Европа и Азија. Но постојат големи ризици во транзитот. Ако видиме дека нашите украински партнери, исто како и во 2008 година, започнат да го пренасочуваат газот без дозвола, ние ќе го намалиме обемот за количеството на украдениот газ. Се надевам дека ќе го надминеме овој проблем што е можно поскоро, изјави Путин во Белград. Србија одби да ги спроведе западните санкции против Русија и покрај притисокот на Европската унија на која Србија сака да и се приклучи. Како и да е, велат експертите, Белград се уште има време за тоа со оглед на фактот што Унијата не планира проширување пред 2020 година. Како одговор на европските санкции кон Москва, Путин вети руски инвестиции во Србија. За земји како Србија ова е добра можност да најдат својата позиција на нашиот пазар. Затоа руските компании се подготвени да инвестираат во српското земјоделство. Секако, тоа можеме заедно и со компании од Западна Европа, рече Путин.